Почитувани слушатели, јас сум Марко Анастасовски и оваа епизода на серијалот интервјуа, срочен во подкаст насловен Чекајќи го дупот, разговарам со Емина Рустемовска. Емина е урбан социолог со докторат од Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и со магистратура по право по животна средина на Европската унија. Подкастот Чекајќи го дупот е резултат на соработка помеѓу активистичката организација Културно ехо и она прекрасно каче за уметност и развој на прогресивната мисла, културно-социјален простор Јадро во Скопско Девармало. Целта на овој серијал е да разгледаме урбанизацијата на Скопје, проблемите што настануваат кога дуповите се штелуваат на сметка на одржливиот развој, како и можностите за подобрување и иновација. Се надевам дека ќе бидете информирани и интригирани. Кратка напомена, за тоа што со Емина разговараме на видеоповик, квалитетот на звукот не е совршен, но вие совршено може да слушнете тоа што таа имаше да го сподели со вас. Следи мојот разговор со Емина Рустемовска. Здраво на сите слушатели. Во оваа епизода на подкастот разговарам со Емина Рустемовска, доктор на науки по урбана социологија и ЕУ магистар по право по животна средина. Здраво Емина, се надевам дека си добро. Дали добро те представив? Да, во главна прилика тоа има научен интерес. Пред да почнеме прво да чекам 13 ноември, некако така ни се поклопи после долги дискусии. Да го честитам 13 ноември, денот на ослободувањето и денот на град Скопје. И се надевам дека ќе имаме интересна дискусија, што понатака ќе произведе други теми и интереси кај слушателите што ги интересираат овие. Секако да го доослободиме Скопје од некои други негативни работи што ги гледаме секаде појави, кои гледаме во секаде во урбаната сфера. Па затоа сакам да те поканам да ги представиш вака на кратко твоите истражувања и дисертации до слушателите да знаат каде може да ги најдат и за што станува збор. Магистарскиот труд се однесува генерално на законодавството на Европската унија во дел на животната средина и законодавството на нашата држава. Малку е веќе подзастарен, може да се каже, после 2012 година, макар што генерално на терен, може би во делот на законодавството се подобрува, меѓутоа состојбите на терен ни се повеќе од очигледни за сите. Делот на магистарскиот труд бе обработени главни политики на унијата кои се однесуваат за животната средина и нашето законодавство, односно согласеноста. Делумно беа земени примери на Република Хрватска, бидејќи како во тој период некој најблизок до нас, да речам, на систем од кој што сме произлегле, така што како за компарација во делот на законодавството беше земен делот на хрватското законодавство. Таму сме кај што сме моментално, пред неколку дена го добивме и последниот извештај на унијата за напредокот. Генерално државата покажува умерена подготвеност во делот на законодавство. Меѓутоа на терен, она што го гледаме, она што се соочуваме како граѓани, дека се уште сме прилично далеко од тие стандарди што не ради унијата, туку заради нас треба да ги достигнеме во делот како и на заштитата, така и во делот на промовирањето на поздрави начини на живење, како во секојдневното живење, така во делот на индустријата и во функционирањето на институциите. Додека докторскиот труд е поспецифичен, се однесува на еколошките аспекти на урбаното планирање на град Скопје. Како тема кога ја дефинира беше некаде 2014-2015, баш во епот кога тие еколошки проблеми беа многу актуелни, значи имаше дури и протести за закаден воздух, се организира голем број на активности за подигање на свеста на луѓето за тоа како животната средина, бидејќи претходно концептот на животна средина беше во некои си позатворени, да речам, академски кругови, во делот на луѓето кои претежно беа ангажирани во невладениот сектор, има многу повеќе знаење или интерес, да речем. Веќе во тој период стана многу очигледно дека тие прашања не може да бидат игнорирани затоа што директно го засега човековото здравје. Во еден извештај од 2015 на Светска банка беше утврдено дека 1350 луѓе го изгубиле животот или предвремено, да речам, починале поради загаденост на воздух. Тоа навистина како бројка е загрижувачка.
Во делот на економските, например, параметри, исто така има индикатори кои покажуваат дека земјите кои имаат повисоко ниво загадување, губат во конкретниот случај за конкретната година беше пресметано дека околу 320 милиони евра биле изгубени од економијата поради загадување во животната средина. Вака кажано може во случај абстрактно, меѓутоа ако веќе подробно влеземе во анализите, гледаме дека животната средина не е нешто што треба да се третира еднократно или кога е само во интерес на фокус. Тоа е нешто што е неизбежно на секојдневно ниво и бара се опфатна акција. Во делот на каде што може да се преземат трудовите, генерално Универзитетот Кирил и Методи има репозиториум на трудови, фактички база на податоци во која се ставени магистерските и докторските трудови, така што е слободно за користење за симнување, не само мојот, туку генерално сите што се ранат како магистерски и како докторски трудови се поставени на страницата, се слободни за користење, така што секој ден што е заинтересиран, не само за оваа конкретна тема, ние што ќе разговараме, туку за лични теми или за било што може да го користи како извор на податоци, бидејќи сепак се валидирани податоци и не е нешто што се теми и трудови на кои што се работело подолго време, значи научно издржани со документација, така што мислам дека е вреден извор за секој ден што го интересира, за многу дисциплини може да се користи како извор на податоци. Да. Или она норма на квалитет во истражувањето, дали независни или како дел од некоја образовна институција треба да се подкрепени од податоци, од факти, од такви истражувања, и овој репозиториум е доста корисен за тоа. До трудовите на Емина Рустемовска може да се дојде доколку ги впишете нејзиното име и презиме во полето за пребарување, чисто вака да го назначиме ова. Каде што, како што каже Емина, има и многу други трудови што може да бидат корисни за новинарите, за истражувачите и така натаму. Се ова што го кажа е поврзано неизбежно со урбаната социологија. Затоа сакам да те прашам, кои аспекти на урбаното живење го интересираат урбаниот социолог? Генерално, урбаниот социолог може да ги третира и да ги истражува сите прашања што се во интересите поврзани со градот генерално. Урбаната социологија може да се смета дека е на старите дисциплини на социологијата, бидејќи социологијата се формира некаде кон крајот на 19-тиот век. Меѓутоа интересот за градот е малку од порано, се може да се навратиме во делот кога се формира индустријскиот град, значи најголемите урбани процеси, најголемиот шок за урбаните средини доаѓа во процесите на индустриализација, кога од корен се менуваат како функциите на градот, така изгледат и начинот на функционирањето. Урбаната социологија како дисциплина може да се анализираат повеќе аспекти. Дали ќе ги земете во предвид интеракциите меѓу различните групи, како се тие групи распределени во простор, условите во кои што живеат, како тие меѓу себе комуницираат, како една група комуницира во делот на економските процеси на градот. Понатаму може да се земе како структурата влијае на процесите кои што се случуваат во градот, на поединецот како делува градот. Бидејќи има еден од можеби најбитните или така да кажем, најбитните есеи за социологијата на град е Менталното здравје и метрополисот, што е издадено во 1903. Значи, зборуваме за 1903, како во тој период градските средини гледаат на психофизичката состојба на поединецот. Да, многу интересно. Замислете идејата на урбаната социологија уште во тој период како било. Ако земеме во предвид која била структурата и комплексноста на урбаните системи во тоа време, и се уште е актуелен, значи тој кога и да го препрочитате, ќе видите дека буквално истите прашања на урбаниот живот и на влијањето врз поединецот се уште актуелни. Значи, главниот интерес е поединецот и групата и како градот како еден систем функционираат или коегзистираат, која е нивната меѓузависност. И ние како поединци може да го менуваме градот, меѓутоа несомнено градот, посебно големите градови,
секако во голема мера не условуваат како ќе живееме. Ни наметнуваат правила, ни наметнуваат обрасци на поначање, на однесување, изборот на некои наши животни навики е ограничен од самите услови кои што сите тие теми може да бидат предмет на интерес на социологијата на град. Во последно време многу се става акцент на ајде да кажеме животната средина, екологијата на ниво на градот, токму поради загадувањето што се случуваат во голем дел од градовите, бидејќи градовите несомнено растат по сите параметри и на меѓународните агенции, дека градското население ќе се зголемува во идниот период. Така што урбаната социологија може да ги даде некои насоки, доколку правилно биде искористена, да речам, од страна на донесувачите на одлуки, може да ги даде некои контури како некои од тие урбани предизвици можеле да се избегат или веќе ако се доколку се постои на кој начин да се разреши. Да, и мислам неизбежно е континуирано истражување и нели опипување на пулсот на граѓаните по многу параметри. Да. Како што ти го правиш во една анализа која ќе ја споменеме подосна. И сакам да се надоврзам, кажа дека градовите, големите урбани центри има тенденција да се шират и нивната популација да расте. Тоа е евидентно за Скопје. И не само за Скопје, во поглед на Македонија, и другите градови нели прилекуваат од руралните средини население. И тоа го покрива прашањето на модернизацијата. Значи не само што градот расте, туку треба и да се модернизира. И во твојата докторска дисертација насловена "Одржливи градови меѓу теорија и практика, еколошки аспекти на урбано планирање на град Скопје", пишуваш дека Скопје се наоѓа во фаза на започната модернизација, но не завршена, туку прекинат од процесот на транзиција. Верувам, ова е доста интригантно. Кои процеси доведуваат до прекин на модернизацијата и на во тој аспект на развој на градот? Скопје, како секој еден град, после на проблемите градови, има свој историски настанок и свој историски раст. Меѓутоа, она што го карактеризира можеби Скопје е неговата историја на постојано градење од ново. Ако земете историјата на град Скопје, значи првиот голем удар на урбаниот развој е земјотресот во 518 година, па потоа доаѓа палењето од страна на Пиколомини 1658 година, кога се губи главниот. Ние генерално како држава и како град немаме слика како било Скопје да речеме во периодот кога бил земјотресот или во периодот пред големото палење. Токму поради тоа и како трета последна урбана траума, да речем, во поглед на градот е секако земјотресот 63 година. Што значи дека Скопје има таа судбина да постојано мора одново и одново да се реобмислува како град, меѓутоа да се обновува речиси во потполност. Таа негова трансформација е во потполност. По земјотресно Скопје, ја знаем историјата, мислам, со меѓународниот конкурс, нели, со таа група на Обединетите нации која доаѓа на помош да го подигне повторно градот. Оно што е интересно во тој период како исклучок е што во екот на студената војна се случува нели самиот земјотрес и за прв пат истокот и западот се соединуваат околу идејата да помогнат еден град да се обнови. Тука веќе покрај тоа што разборуваме за урбано планирање, архитектонскиот израз на градот никогаш не е надвор од она што се случува во политичкиот дел. Политички не сватен од тесна партиска смисла која ние денес многу често ја акцентираме, туку во една политичка, поширока политичка идеја на различни идеи, посебно во земен периодот на 70-тите години кога се случува тоа. Урбаниот израз на Скопје е бруталистички, модернистички. Период се одбира таа идеја на предложената идеја со некои модификации и почнува процесот на модернизација.
Меѓутоа, го земете контекстот во која се случува таа организација, може би градот станува премодерен за тие услови во кои што екзистира нашата држава и градот Скопје во тој период. Сепак се работи за еден систем кој бил малку поинако од сегашниот. И таа модернизација трае од извесен период и некаде 80-тите години, ако ги земете во предвид кога се изградени најмаркантните објекти. Значи, и железничката станица, поштата, Гоце Делчев студентскиот дом, значи оние маркантни архитектонски изрази на брутализмот, да речем. Некаде 80-тите години тоа престанало. Значи, од тој период веќе немаме ние некои грандиозни објекти од таков обем. Тие во тој архитектонски израз. И веќе 80-тите години со самата промена на европскиот континент и веќе во 90-тите, кога е почнувала таа транзиција, доаѓа до промена на целосно на општествените услови. И тоа транзитирање сосема очекувано да се одрази и на градот. И таа модернизација на некој начин во Скопје е прекината и од идеолошки можеби некои причини, меѓутоа многу повеќе од самата промена на системот, каде што се нарушуваат сите оние претходни начини на функционирање и на градот и на државата, од економски, исто така од економска причина, така што несомнено е дека тие последици се одразуваат и на градот и на неговото планирање. Токму тука и ја гледам можеби тој престанок на развој на градот Скопје може со темпо на модернизација кој можеби в други градови, во други услови би го продолжиле на некој поинаков начин. Ние имаме таа несреќа во регионот да имаме многу остри премени од една состојба во друга состојба. Многу кризни состојби кои не ни дава да се занимаваме со нешто што е многу посуптилно, што не засега на лично ниво, бидејќи имаме некои многу поголеми предизвици во моментот за решавање, така што овие урбаните прашања се некако и прашањата во животна средина некако се оставаат на страна, бидејќи секогаш има нешто друго многу повитално за решавање. Меѓутоа има периоди кога веќе во Скопје има неодржливи ситуации во делот на функционирањето на градот, како што ги има, например. Нели, во делот на сообраќајот ќе зборуваме за тоа, во делот на градбата, така што урбаните процеси не може да бидат исклучени или оставени на страна како неитни, затоа што има период кога веќе не може да бидат игнорирани, затоа што градот се закрчува, не функционира. Така што Скопје ја има таа судбина, ги носи сите премрежија што ние ги поминуваме можеби како на државно. Да. Секогаш има нешто што е поважно, меѓутоа се рефлектира како на самиот град, така на неговото функционирање, така што се надевам дека натаму урбаните политики ќе бидат многу поиздржани, да не бидат носени еднократно или на кратки патеки, бидејќи сепак Скопје е рефлексија на целата држава. Да. Мислам, и генерално главните градови, не само кај нас. Ние сме држава што има таква пирамида на населби, каде што главниот центар ви е носител на се, то после имате неколку поголеми градови кои гравитираат помалите градови, така е формирана едноставно градската пирамида, да речеме, градската мрежа, за да ние како држава тргнеме напред и Скопје мислам да тргне напред. Да, апсолутно. Имам едно прашање што малку подосна, бидејќи во прилог на тоа што го кажа сега пред малку, но сакам да се надоврзам со оној развој на градот, односно таа модернизација која е испрекината, која сопира. Јас се сеќавам дека од раните 90-ти до почетокот на 2000-тите во Скопје едноставно како да немаше урбан развој во однос на градење. Скопје немаше, освен оние бруталистички градби, немаше нови изградби. И тоа е доста долг период. Значи маркантен објект кој што би го обележал тој период временски. Да, баш така. Да. И потоа и потоа доаѓаме до да речеме од 2003 па натаму во Скопје
почнува да се чувствува надоаѓањето на капитал во градежниот сектор и луѓето почнува да ги конвертираат нивните парцели односно таму каде што имало куќа или некој помало или објект, денески има зграда и тоа непрестано до денес. И така доаѓа до згуснување на бројот на население, се ограничува отворениот простор, значи Скопје, како што го памтам, кој беше неисполнето со згради и отворено, сега добиваме град каде што има многу малку зеленило и многу малку отворен простор. Па сакам да прашам, како би го карактеризирала градот во актуелната фаза, според твоите убеди во урбанизмот и урбаната социологија? Кои се последиците во однос на урбаната социологија од ова градежна офанзива што се случува во последниве деценија и повеќе? Па пак ќе споменам, пошто ние во социологија многу сакаме да се повикуваме некои авторитети. Има уште еден есе што се вика Право на град на Дејвид Харви, каде што на еден многу интересен начин укажува зошто се случува тој градежен бум како што е во случај на Скопје. Кога се генерира финансиски тие средства некаде треба да се пласираат. Меѓутоа, нашиот ментален склоп како народ е дека најдобро е да се финансира во собственост некаква стан или куќа. Меѓутоа, од друга страна и самиот финансиски пазар, кога го анализирате пазарот, гледате како инвеститор и вие да сте во што најлесно може да инвестирате со најмал ризик. Тие две работи се секогаш поврзани. Од трета страна имате се поголемата внатрешна миграција на населението од внатрешните градови кон градот Скопје. Значи имате два типа на миграција, или мигрирате во Скопје или мигрирате надвор од држава. Сите тие услови кои ќе ги ставите, сите тие карактеристики кои ќе ги ставите на хартија или да ги разговарате, го добивате она што се случува моментално во Скопје. Хиперурбанизација и тоа згоснување на населението станува многу полесно да се разбере доколку ги земете пред тие услови. Тука веќе настапува моментот на урбаната социологија и визијата на градските власти. Што сакаме ние од град? Како го гледаме градот по 10, 20, 30 години. Тука веќе не станува збор дали инвеститорот и кој има главниот збор, во случај кога градските власти долгорочно имаат визија како град сакаат да имаат во следните децении, а таа визија се гради на база и на размислувањата на граѓаните. Кој е битно, че таа... Да, само да сурфирам, бидејќи доаѓаме до еден јазол, каде што зборуваме за визијата за градот. Визијата во моментов ја диктира капиталот, односно оној аспект на капиталот што оди на негово зголемување и искористување по пат на исполнување сите тие градежни маркеси, на отварање на нови. Од каде произлегува визијата за градот? За тоа како ние сакаме да изгледа градот? Кој е релевантен фактор за тоа? Дали е спојна, односно слив на мислење од разни страни? Како размислуваш во врска со ова? Апсолутно. Од една страна нормално е да луѓето сакаат да градот да се шири. Било која група на луѓе. Секоја група заинтересирана во градот има свој некој неинтерес, туку потреба. Ако градежната оператива има потреба да ги пласира средствата. Нели? Градската управа, градската администрација има визија да го развива град. Граѓаните ги стават на хартија или ги адресираат своите потреби. Тогаш оно што преостанува умешноста како сите тие интереси и потреби да бидат организирани на начин кој што не дека сите ќе може да ги задоволи 100%, меѓутоа генерално да бидат задоволени потребите и од друга страна условите што ги дава просторот, бидејќи не можете неограничено да расте во било кој домен. И сега, во случајот на град Скопје, малку е комплицирана ситуацијата, бидејќи некако сите овие сегменти, сите овие групи, бизнис секторот, градските власти, граѓаните,
немаат отворен простор каде би ги искомуницирале сите тие своји потреби. Обично одлуките се носат на некој бизнис начин, нормално, од позиција на градска администрација, на градска управа. Градските управи генерираат приходи од данъци и од продавање на местата за градба и од оние комунални такси. Од нивниот аспект, што повеќе се гради, тоа е подобро во тој финансиски дел. Меѓутоа, кои се условите за живење кога вие ќе направите шумозградење? Тука веќе настануваат тие други подолгорочни последици. Оно што исто така сметам дека е проблем на градот Скопје е што Скопје не се шири во територија, туку буквално се зголемува густината, архитектонската густина на простор. Оно што го спомнавте и вие, ако претходно Скопје имало отворени простори, сега е ретко да се види отворен простор. Не може на куќа од 120 квадрати вие да направите 6 со 120 квадрати основа, меѓутоа да очекувате квалитет на живот што бил претходно. Тоа едноставно е невозможно. Како што е евидентно во многу населби низ градот, да речеме од аеродром, односно на населба острво Мичурин се типичен пример, каде што таму кај што имаше отворен простор, сега има по еден куп згради и помеѓу нив нема никаков простор. На улица и некој тротоар и паркинг евентуално, ако може. Мислам, но прилика просторот е тој. Затоа спомнав која е визија. Визијата не може да ја изгради ниту една група, ниту еден човек, ниту па да ја донесе еден човек. Меѓутоа, визијата како визија, вие може да направите прекрасна визија, па таа да остане само на документација, како што многу пати се случува. Оно што треба да се смени е начинот на кој што функционираме генерално. Од една страна, сите треба да ги разбереме потребите на луѓето, меѓутоа сите треба да најдеме некоја заедничка база околу која ќе видиме што е изведливо, што е можно, меѓутоа кои се последиците од нашите потреби, да речеме, или активности кои ги пред. Имаме и доста примери од низ светот, каде што можеме компаративно да земеме градови со големина Скопје или па што биле со големина Скопје и како тие се развиле, кои се позитивните аспекти, кои се негативните аспекти, нели да се извлечат поуки од тоа. Ние можеме тоа вдека да го правиме и за да одредиме да имаме барем дел од визијата, од тој мозаик како треба да изгледа Скопје и од што треба да се пазиме како што се развива градот. Што може да се избегне за да градот биде удобен и пријатен за живење, бидејќи навистина во Скопје најчестиот коментар што го има на луѓе што живеат дека во Скопје тешко да се живее, напорно е да се живее. Мислам, еве да речеме дел од тоа што создава напор во живењето е мобилноста на граѓаните и тротоари што се окупирани од возила, неорганизиран или хаотичен јавен превоз, улиците, булеварите, така натаму. И овде ќе се повикам на еден дел од твоето истражување поддржан од Фридрих Еберт фундацијата, Скопје помеѓу теоријата и можностите, каде што има статистички податоци за процентот на задоволство или незадоволство во повеќе области, хигиена, животна средина, собирајќи установи, естетика и така натаму. Каде што гледаме, ова мене посебно ме заинтересира, каде што гледаме дека за мнозинството од испитаниците двете најважни работи се сообраќајот и јавниот превоз со 38 и 33%. Наспроти естетиката, чистотата, просторноста и така натаму. Ова мене ми делува дека Скопјани имаат потреба, односно им одговара мобилност и динамика, а од друга страна, тоа што го нуди градот и инфраструктурата наложува нешто друго. Па сега прашањето е како може да влијаеме и да се влијае кон ефикасен, добро организиран и масовно потребуван јавен превоз. Кои се твоите размислувања во врска со како да се подобри мобилноста во суштина е тоа прашањето? Па некако така ни се погоди терминот што сериозно интересно како се поклопуваат работите, нели проектот за Bus Rapid Transport што беше најавуван пред неколку години со опсежна анализа,
Bus Rapid транспорт буквално го има препородено Богота, луѓето што ги интересира, бидејќи ако ги земете, ако ги компарирате двата градови, она што претходно го спомнавте, дека да земеме некои добри примери. Богота е еден од примерите каде што Bus Rapid транспорт бил аплициран и спроведен и функционира. И дела на Богота кои претходно биле условно речено отсечени, стануваат интегрален дел на градот. Сообраќајот, посебно јавниот превоз е една од виталните функции кои мора градот да ги организира, меѓутоа да бидат добро организирани, бидејќи нема друг начин вие ако сакате да постигнете социјална кохезија и мобилност на сите делови на градот ако немате добар јавен превоз. Ова од насока што исто така во докторскиот труд во трудот на Фридрих Ебер тоа не беше дадено. Има едно прашање кое, бидејќи во самиот докторски труд обработувам населби како што се, например, Сарај и Центар, заради оддалеченоста на Сарај, да речеме, како едно населбице што е во подалечен од Центар. Јавниот превоз луѓето од општина Сарај го користат исклучиво за вршење само на неопходните функции, одење на работа, одење на училиште или извршување на некои потреби во централните подрачја на градот или користење на здравствени услуги во поголемите медицински центри на Скопје. Меѓутоа, кога ќе прашате дали го користите јавниот превоз за посета на музеи, на паркови, процентот е многу нисок. Што ни кажува тоа дека ефикасноста на превозот е еден од моментите, од клучните моменти колку граѓаните се чуваат пријатно. Јавниот превоз е достапен заради самата негова на финансискиот аспект. Голем број од луѓето кои што се во послаба финансиска помош, го користат јавниот превоз кај нас генерално. Меѓутоа, во дело на јавниот превоз, сега се надеваме, не знам како ќе оди тој процес на Bus Rapid транспорт, ќе биде интересно тоа да се анализира во следниот период, дали со неговата апликација ќе се подигне и користење на јавниот превоз, бидејќи Скопје по неговата структура е линиски град, нели? Ако тргнете од Сарај и завршите во Драчево, не знам колку време ви треба со автомобил. Да, се протега од исток на запад или запад-исток. Апсолутно. Таква поставеност на градот што... Апсолутно. И поради тоа е многу битно Скопје да има ефикасен јавен транспорт. Ради мобилноста на граѓаните, ради потребата на завршување на секојдневните обврски, меѓутоа и во делот, бидејќи сообраќајната мрежа на Скопје, вие многу подобро знаете, оние шпицови во градот, се губи многу време. Се создава сообраќаен и хаос, може да се рече, со што мислам дека ефикасниот јавен транспорт, доколку е воспоставен како што треба, ќе го намали во голем дел користењето на приватни автомобили, што пак повлекува со себе некои други работи, например паркинг места или слично, загадувањето од автомобилите. Ефикасниот јавен транспорт во урбаните политики на големи градови е едно од централните прашања. Ако вие ги анализирате големите градски средини, па и агломерации, да речем, јавниот транспорт е покрај зелените површини и загадувањето, се ни од трите, да речем, централни политики, заедно, да речем, со тие политики во социјалната сфера или за ранливи категории, се меѓу петте најбитни теми со кои што се занимаваат локалните власти. Интересно. Затоа што многу голем број така да се повеќе да се подпра на јавниот превоз, бидејќи прво за ист период јавниот превоз може да пренесе многу поголем број на патници. А се елиминират и оние други претходно што ви кажавме услови како што се паркинг местата, загадувањето, обучавата на која што ние не обраќаме внимание, меѓутоа се повеќе и анализи покажуваат и истражување дека обучавата станува исто така голем проблем во урбаните средини, така што се надевам дека Скопје во идниот период во делот на јавниот транспорт ќе ги подигне квалитетот на услугите, со што ќе се пронесе за поефикасен град, поефикасен сообраќај, меѓутоа и оно што го спомнав, поголема мобилност на луѓе. Затоа што веројатно имате луѓе што од X причини се приморани да користат приватно возило, што е пак дополнителен финансиски товар
Да. Јавниот превоз е комплексно прашање. Имате социјален момент, имате еколошки, имате економски момент, така што е една од виталните системи за тоа каде се рангира градот на нивото на пожелно за живење, индекс на пожелно. Да. А од тука веќе ги доаѓаат и оние други параметри како што се привлекување на странски инвестиции, квалитетот на живот, рангирањето, така што, како што кажав, еден од најбитните системи, за среќа има веќе проекти, нешто ќе видиме веројатно во идниот период како што ќе се развива. Мислам дека ќе биде многу интересно да следи како ќе се имплементира и како тоа ќе придонесе за Скопје да стане поодржлив град, пофункционален. Да. Емина, во еден твој текст за списанието Лице в лице, велиш дека разни градови низ светот прават зелено брендирање. А пред малку зборевме за ефикасен јавен превоз, отворени средини, зелени средини, а се до тоа е дел од зеленото брендирање. За жал, Скопје е како град е живосен, како еден од најзаградените во Европа. И што можеме ние како граѓани наспроти ова, а што можат градските власти и институциите? Граѓаните генерално може би некои своји навики да ги смениме, да ги промениме на некој наше микрониво, во смисло на како повеќе користење јавен сообраќај и слично, да речеме, во делот на аерозагадување, кој е еден од најголемите проблеми со кои што се соочува Скопје. Меѓутоа, генерално, начинот на кој што една држава и еден град се справуваат со проблемите на загадувањето се политики и програми кои се носат од страна на институциите, не поради тоа што граѓаните не сакаат сите механизми во делот на техничката, во техничкиот дел, да кажем, и во финансиите, и во механизмите за спроведување се сепак на институциите. Така што во тој дел, мислам дека треба да сме многу да се многу попроактивни институциите, бидејќи на хартија проектите може да изгледаат многу добро, меѓутоа од она што го имаме како искуство генерално на ниво на држава, дека малку споро оди тоа спроведување на тие потреби што ги имаме ние како граѓани и како институции за да постигнеме некој по-држливо, по-еколошко живење. Во таа насока сметам дека искрено, во моје лично мислење, дека многу малку се одделуваат средства за животна средина, бидејќи се дефинираат како животна средина, меѓутоа тие се спроведуваат и можат да ги офатат речиси сите аспекти од политиките кои се било на централно, било на локално ниво. Така што зеленото брендирање како некој концепт е повеќе концепт идеја на подржливи населби, по еколошко живење, во насока на подобрување како на општата состојба со животната среда, меѓутоа и она како што го кажав претходно, удобноста како вие се чувствувате во тој град. Колку вас ви се достапни зелените површини до местото на живење или до местото каде што работите, колку се парковите безбедни за вас, за вашите деца или за постарата популација. Зеленото брендирање е концепт кој е многу посложен отколку на прво во смисла како само да го промовираме како зелен град. Ние можеме утре да донесеме одлука да ги промовираме некои градови или некои региони на ниво на државата како зелени региони, меѓутоа или зелени градови, независно. Меѓутоа колку е перцепцијата на вас како поединец или на луѓето или на групите кои живеат во градот е она што е многу побитно отколку само чисто формално да се промовира концептот или да кажеме дека ете сме ние во таа група, затоа што во крајна линија индексот. Ајде да го кажеме тоа. Индексот на задоволство на вас како граѓани на крајот од денот е многу побитен како вие го чувствувате градот, колку вие сте задоволен од градот, колку вие не се чувствувате напнато кога го користите било кој сервис што го нуди градот. Зеленото брендирање само по себе е концепт кој што еден вид го следи трендот, нели, на одржливост, на зелени населби, се поврзува со тие идеи за поеколошко живење, меѓутоа многу е посуштински да го живееме концептот, отколку само да кажеме дека градот е брендиран како зелен град или само како наслов, како титула. Отколку многу е посуштински за мене да го живееме начинот на еколошки град, отколку дали
ние ќе сме или не етикетирани, ајде да кажем, како зелен град или... Да, само мислам тоа е веќе очигледно веќе во оваа точка на развојот, не само на градот и на свеста на граѓаните, не е доволно проформа да се рекламира нешто, мораш суштински да се прикаже. Тоа имавме искуство со брендирање, а без тоа да биде издржано, без да биде докажано на терен. Така што да, можеби не е примливо, можеби Скопје може да се брендира како зелен град за самите своји граѓани, ама во одредени периоди од годината, односно во текот на летото можеби. Има што да понуди, но штом дојде ноември и... Апсолутно. Тука веќе проблемот на аерозагадувањето во Скопје е од сосема друга природа, самите климатолошки, самата релјефна поставеност на градот и оно што претходно го споменав дека Скопје не се шири во територијата, по Скопје се натрупува на истата територија, ако земеме да направиме некоја анализа дали Скопје територијално се проширил, може да дојдеме можеби до заклучок дека територијално не се проширил, меѓу густината на население, густината на изградена се многу зголемена, што пак ги доведува во корелација со зголемувањето на аерозагадувањето, бидејќи е нормално ако вие не пред 10, 15 или 40 години сте имале 10.000 автомобили, а денес имате 60.000 автомобили, нормално и очекувано и логички е дека условите за живење во голема мера ќе бидат многу полоши него претходно што биле. Така што во таа насока со тоа зелено брендирање можеби не е ни толку битно да го наречеме зелено брендирање како сега е на некој начин тој тренд се да се формулира како зелено, како еколошко, како одржливо. Меѓутоа, во прв ред мислам дека треба да биде функционално, затоа што има многу делови во системот на урбаното функционирање на градовите генерално, не само темата денес не е за Скопје, меѓутоа генерално во големите градски населби не сме функционални во некои системи или подсистеми на градот. Тоа е оно што то на некој начин го кочи целиот урбан развој, значи системските, таа единствена фраза што имаме системски решенија. Наистина треба да почнеме да се бавиме со системските решенија. Како граѓани не сметам дека ние сме тотално безпомошни, меѓутоа па од друга страна еден едноставен пример. Вие дури да сакате да го селектирате отпадот во домашни услови, нели? Каде ќе го носите органскиот отпад, во случајов сега почна нели нешто да се селектира, нели стакло, метал или нешто, меѓутоа ете органскиот отпад. Да, но како култура на балканска култура, да речеме источен Медитеран, припаѓаме таму ние си обожаваме да готвиме манџи и такви работи, тоа е еден интересен феномен на... Тоа е дел од културата. Јас тоа нешто ретроградно или нешто. Тоа е дел од нашиот... Баш напротив, баш го сметам за позитивна одлика на нашата култура, но го покрива прашањето е да кажа дека во Скопје не се компостира храна, а имаме доста одложување на органски материјали. И баш со почетокот на новиот совет на град Скопје имаше предлог за градска компостара, но не се реализира. И ова е тоа, оди во прилог на тоа што го спомна претходно, дека тоа системско решение, мултидисциплинско, покрива повеќе области што мора да функционираат како една. Така, меѓутоа и навиките, знаете, некојаш навиките ги составате согласно условите што ги имат. Ако вас ви е понудена алтернатива, може би ќе размислувате поинаку, тоа нема да се случи за месец, 2, 3 или 2 години, меѓутоа ако се направат чекори како населението да се извести за тоа, дека може дека има таква опција, ако има некои опции нови кои сака градот да ги воведе. Се направи една медиумска кампања, во смисла не медиумска кампања стандардно како што ги имаме ние на телевизии, мислам, генерално знаеме како оди тоа кампањски во одредено време. Тоа се долгорочни програми кои треба да бидат осмислени како да се комуницира со населението, кои се да се покаже кога, знаете, генерално мислам дека една промена кога е добра промена многу полесно ние се прилагодуваме на што е сосема природно во човечката природа. Едноставно, ако нешто ви е поудобно да го користите, вие ќе го користите. Така мислам и во... овдека може се доаѓа до заклучок дека градот не комуницира
добро и успешно со граѓаните. Не комуницира, туку и самите услуги кои се даваат генерално. Довите се ограничени на оние услуги кои им се задолжени дадени согласно со законот, например за локална самоуправа, таму се нели таксативно наредени кои се обврските на градските управи. Мислам дека треба генерално градските управи, посебно градот Скопје, да бидат малку по-креативни, по-отворени во делот на, па дури и да пилотираат некои проекти на помали делови од градот, да видат како ќе бидат прифатени тие. Ете имате, например, идејата со компостирање. Прво треба анализа дали би користеле. Значи, има чекори кои што треба да бидат преземени пред да се имплементираат, бидејќи кај нас има еден недостаток генерално, што можеби некојаш без некаква подготовка се пуштаме во реализација на некои активности без претходно да видиме кои ни се условите, кој е размислувањето на населението. Можеби во еден дел од градот нешто ќе функционира, а во другиот дел на градот можеби ќе треба да најдете некој подруг пристап за да го постигнете истиот ефект во двете средини. Меѓутоа треба да го прилагодите сепак ако сакате како градска управа да работите за граѓаните, треба да биде во нивни интерес, во нивна корист, меѓутоа и прилагодено на нивните потреби во моментот и нивните можности во моментот. Значи задолжително се најмуваат истражувачи и урбани социолози. Така малку сега... да се пошегувам, но не се шегувам. Тоа е цел процес, затоа викам, она и што го спомнавме претходно, сите имаат некаков интерес и некаква потреба. Оно што да треба да ни е заедничко е да ги најдеме кои се интересите, кои се потребите и да видиме што може да одговара најмногу на ситуацијата и на можностите што ги имаме во моментот. Бидејќи нема прашање во градски средини кое е еднодимензионално. Значи било кое прашање вие да сакате да го решите, да одберете било кое прашање, ќе видите да тука ви се вкрстуваат, прво се мултисекторски и се вкрстуваат интереси и потреби на многу групи, многу повеќе од колку она што сте го замислили на почетокот кога ќе навлезете во врската анализа. Урбаните социолози можете ја да видат не да бидат веќе ангажирани на ниво на експерти или слично. Меѓутоа кога веќе се носат некои програми или некои идеи, добро би било да бидат консултирани како некој што веќе го има тука и како личен интерес, некој професионално се занимава секако со тоа. Меѓутоа сепак многу е подобро кога некој од страна може да ви даде дополнителен инпут за нешто што можеби кога вие го планирате, може ќе направите пред, меѓутоа од страна некој може полесно да ви ги анализира работите за да бидат избегнати некои моменти кои може да придонесат во застој или например или во на некој начин подобрување на вашата идеја. Да. Или пак да се избегнат катастрофи, зашто може и тоа да се случи со како што е евидентно со лошо планирање. Емина, некои автори во урбаната социологија, како што цитираш во твоите трудови, велат дека градот е поважен од нацијата, а градската припазност е поважна од етничката. Прес како навестив ова прашање, бидејќи ти напредна рефлексија во врска со ова колку е важен главниот град за државата. И ова што го велам е евидентно за секој голем, односно важен град во географскиот и во политичкиот запад во добата на глобализацијата. Нели имаме градски идентитети кои се забележливи, особено во разновидната Америка. Па во тој поглед, со кои предности располага Скопје, што ќе му овозможат да креира градска припадност и како градот може да придобие доколку еден таков идентитет стане дел од неговиот урбан имидж? Ако отидете во различни, на наједноставна анализа, ако отидете во различни населби во Скопје, тотално се разликувате една од друга. Ви земете различните населби, имате населби каде што чувството е како да сте во сосем друг град. Разновидноста на Скопје, тоа е предноста на Скопје. Не го сметам во никој случај дека е фрагментиран град или слично. Фрагментиран можеби во некои други, во друга смисла. Меѓутоа, предноста на Скопје е токму тоа што Скопје има толку многу идентитети, толку многу разновидност, што самиот кога некој ќе рече што е идентитет на Скопје, токму тоа се.
многуте лица на Скопје, ја го сметам лично дека е предност на Скопје. Оно што останува е многу често нели она што е Скопјанец, веројатно секој што живее во Скопје се чувствува Скопјанец. Кој е идентитетот на градот? Треба да се дефинира во која смисла сакаме ние да го дефинираме градот. Дали како оно што го кажавме брендирање. Кога ќе кажеме Лондон, Париз, сите имаме различна визија што е Лондон, што е Париз. Тоа е во случајот со Скопје. Скопје, градовите генерално, промотивните кампањи во смисла на промоција, треба да се одбере што го идентификува Скопје, што го прави различно од другите. Јас мислам дека токму таа негова разновидност, сите негови лица на Скопје. Да, јас се согласувам потполно, не е тешко да се види тоа дека Скопје има. Тешко е да се одбере што, многу е потешко во Скопје да одберете што ќе го тој заеднички, да речеме, именител како една сублимација на Скопје. Бидејќи Скопје има премногу што да понуди, за да може да речеме Скопје во една реченица, Скопје е тоа и тоа. Тука е малку предизвик што би било Скопје ако сакаме да го промотираме, да го брендираме градот како град. Меѓутоа потенцијалот, неговиот символички, да речем, потенцијал е огромен. И сега што сакаме ние, што сака градот Скопје, управата и граѓаните да одберат, е сепак во крајна линија некој на договор. Да, несомнено треба да се размислува многу на темава, треба да се пишува, треба да се изумува, за нели кога ќе се анализираш. Да се анализира исто така. Да, кои се главните карактеристики што ќе го издвоја Скопје 10 или 15, и од тука веќе ќе произлезе оно што сакаме да го направиме како урбана политика со која што ќе го промовираме Скопје надвор од град. Затоа што во рамките на една држава граѓаните, било да се во градот или надвор од него, се имаат своја замисла. Меѓутоа, обично кога се брендираат градовите или кога ги посматраме градовите, тие се повеќе израз на оно што сака градот да го проектира надвор од сопствените граници. Од тука сметам дека главниот приоритет и главниот предизвик е што тоа све што го има Скопје на располагање, се што располага, да биде искристализирано во една идеја за Скопје, како Скопје сакаме да биде перцепирано од нас. Да, апсолутно се согласувам, и тоа има големи импликации за тоа колку туристи го посетуваат Скопје и колку пари се оставаат и каква понуда има градот Скопје, туристичка понуда во однос на настани и така натаму. Супер, па привршуваме со интервјуто, со разговорот, и се мислев за едно завршно прашање што да биде тоа, и се одлучив да понудиме една рефлексија на активизмот, бидејќи активизмот е како еден многу битен дел служувалката на урбаното живење. Бидејќи барем јас сметам дека не можеме да ги оставиме работите така да се движат по некаква инерција. Ако нема наш удел во случувањата, тогаш градот ќе оди по својата инерција, таа можеби не е толку добра насока како што се гледа во многу параметри. И имаше едно истражување за промената на дуповите на Девермал низ годините, и каде што како дел од истражувањето ги прашуваше испитаниците за тоа дали граѓанскиот активизам може да доведе до промени во непосредната околина. И добиваме многу интересен одговор, каде што испитаниците со средно образование се согласуваат потполно во 60%, а они со високо образование се согласуваат во 84%. И заклучокот мој е дека кај граѓаните постои идеја за активизам, но ова е субјективно мислење, за жал не го гледам истиот ентузијазам на терен, односно во пракса. Како може самиот град и општините да го искористат овој податок и да стимулираат активизам? Како би го поттикнала ти градот или релевантните институции да направат нешто со тој ентузијазам за активизам кај граѓаните? Многу едноставно е. Ќе тргнам од тебе, ако може да те земам тебе за пример. Ако ти имаш алатка која, на пример, град Скопје или општината во која што живееш, може да комуницираш дека, на пример, колку си ти задоволен од
услугите на неделно ниво, нели? И таа е апликација која што тебе ќе ти одземе 30 секунди во денот, дали, например, се доволно број на контейнери во непосредно во твојата близина. Така, еве најобична идеја. И тоа тебе ти стигне на телефон или ти видиш дека е ставена некоја анкета на страницата на општината или на градот Скопје, ти одговараш анкетата, гледаш дека после еден месец имаш дополнителен број на контейнери, нели, пред твојата зграда. Дали тоа кај тебе кој е чувството што ти ќе го имаш, дека твојот глас е слушнат, твојата потреба е адресирана и твојот проблем е решен. Не гледам потреба постојано ние да се, како граѓани, да се организираме во некои форуми, во некои протести. Значи, поврзано со она што претходно ја кажав, начините на комуникација, посебно денес со целата технологија што имаме ние на располагање, не треба тоа ниту многу големи ресурси, ниту нешто одземање или на време. Затоа што од друга страна ти како граѓанин денес имаш уште многу други обврски за да може да одвоиш можеби 2 часа за да отидеш на некоја средба. Меѓутоа, ако институциите направат напор да стигнат до тебе, ти твоето мислење кога ќе го кажеш. Гледаш дека твоето мислење е земено во обзир и твојот проблем е разрешен. Ај тебе желбата за понатамошно влијание и вклучување ќе биде многу поголема. Да, апсолутно. Ние сме имале многу изливи на активизам, значи многу форми на активизам. Меѓутоа, од друга страна, кога во подолг временски период не се адресираат прашањата, не се разрешуваат идеите или не се прифаќаат идеите кои биле пласнува ентузијазмот кај луѓето затоа што нема ефект. Едноставно, ако постојано се зборува за истото, а нема решение, кај луѓето едноставно се јавува рамнодушност и она немање отсуството на желба за граѓански активизам. Да. Луѓето веруваат дека може, токму тоа го покажуваат податоците, дека тие се заинтересирани. Прашањето е дали сметате дека можете, да, тие сметаат дека можат. Сега, од друга страна, кој одговорот на институциите е многу битен. Како што кажав, ако граѓаните се чувствува дека е земено во предвид неговото мислење, тогаш нема потреба веќе во наредниот период да бидат граѓаните повикувани на активизам или да има потреба, бидејќи таа комуникација на дневно или на било какво ниво, едноставно треба да биде константно во работењето на управите, бидејќи во крајна линија многу е поефективно и за нив, кои ќе видат дека граѓаните едноставно самите ќе ги нудат решенијата и многу е полесно да се планира таа урбана политика ако веќе ги знаеме потребите на граѓаните, бидејќи некојаш може идејата што има градската управа да не се поклопува со потребите на локалното население на ниво на соседство или населба. Од таа страна сметам дека многу проактивни треба да бидат самите институции, да ги прашуваат граѓаните пред било какви форми. И од таа страна самиот активизам ќе биде последица едноставно на тие чекори што ќе ги преземат институциите, бидејќи сепак тие се носителите на одлуките, меѓутоа и спроведувачите. Не можеме без разлика јас или било кој како граѓани да направиме било што затоа што има правила како се однесуваме во урбаниот. Знаеме кој треба да ги направи работите. Оно што како граѓани може да се потпрат институциите, да од граѓаните ги црпат информациите на која што основа на така урбаната политика на локално ниво или на ниво на град би ги носеле согласно потребите и оно што граѓаните го посочуваат како нивна потреба и како желба да го видат како сака да се развива. Да, значи како заклучок може да се каже дека институциите, дека градот, градската управа треба да го фасилитираат граѓанскиот активизам, да го олеснат, да го поттикнат, да користат модерни технологии, што се секојдневие, како мобилни апликации. Апсолутно, да. Емина, ти благодарам многу за разговорот. Знам дека испраќаме доста занимливи и потекнувачки пораки до слушателите на подкастот подржан од Јадро. И се надевам дека ќе имаме можност да поразговараме и во некоја наредна прилика. Секако, само уште ако може да те искористам вака во моментот. Секако. На наредниот месец, баш денес, мислам, ќе попрват работите, баш денес имавме еден така координативен мини состанок,
каде што на 7 декември ќе има промоција на мрежа на македонски градски морфолози, значи баш ќе се бавиме со прашањата кои беа и денес интерес на овој разговор, меѓутоа и понатака со некои прашања теми кои што се интерес, ама не биле анализирани. Така што се надевам дека таа мрежа ќе профункционира со целосен капацитет и ќе дава и ќе нуди решенија баш за урбаните проблеми и прашања на ниво на градски средини во државата. Така што се надевам дека и ќе имаме прилика после воспоставувањето на мрежата повторно да разговараме со многу повеќе содржини, веројатно и многу некои нови теми ќе ми се отворат понатака. Ти благодарам за интересот прво и за остапениот простор. Да, ова звучи многу интересно. Многу интересно, ќе проследим информации и уште еднаш ти благодарам за честото минат и посакам се најдобро. Благодарам исто.